На почеток сме на ново дружење со новото продолжение од Фактор здравје во кое што ве поздравувам и секако срдечно ви посакувам добре дојде. И денешната емисија повторно ќе биде во насока на нашето мото Мислете на себе и затоа предлагам првата доза на информации да ги слушнете во рубриката Истражувањата докажаа. И денешната емисија на Фактор здравје ќе потенцирам и со задоволство ќе потсетам ќе обработиме во соработка со компанијата Реплек Фарм, компанија која што веќе 20 години е присутна на македонскиот пазар и близу 30 пазари низ светот. Во рубриката Истражувањата докажаа само ќе нагласам дека денешната тема корелира токму и со овие податоци поврзани со загадениот воздух или аерозагадувањето и неговите штетни ефекти директно врз кожата. Ја споменувам кожата бидејќи од една страна кожата како најголем орган директно не штити или протективно има своја улога во однос на надворешните штетни влијанија, а од друга страна, повторно ќе нагласам, ќе ви ги представиме двете линии на компанијата Реплек Фарм, кои што одат во контекст на денешната тема, а се насловени Канабо и Канабо Ексклузив. Повторно и повторно ќе го нагласиме потенцијалот и пред се можностите на богатството од своите состојки, кои што ги има канабисот преку денешната тема, а гостинката ќе ви ја представам по оваа прва најава. Денешната тема во Фактор здравје е ефикасна заштита на кожата од аерозагадувањето ќе ви ја представиме преку стручниот коментар на дополнет од своето практично или клиничко искуство и научно искуство на магистер доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист дерматолог од првата приватна општа болница во државава Ремедика. Добро утро, добро дојдовте во Фактор здравје, како сте? Одлично, Илија, ми е задоволство што не знам колку години помина како сигурно, не сме. 5 или 6 не сме се виделе, да, Баш јавно. ме радува што сум повторно во студиото, што ќе го говориме многу интересна тема, нешто што е многу актуелно, па да кажеме и сега и со пандемијата и веќе и како една од најзагадените, да кажам, градови во Европа и пошироко, нешто што нас дерматолозите и те како не погодува сигурно. Да не и погодува и е предизвик во однос на се што прави загадувањето не само на воздухот, него и на животната средина. Сигурно. Ако претходно беше мотото да се грижиме за ултравиолетовото зрачење, сега веќе имаме друго мото, а тоа е пред се загадувањето, влијанието на животната средина врз нашата кожа, како најголемиот орган. Да, ви благодарам уште еднаш и задоволство ми е што ќе се дружиме во Фактор здравје, а пред првата пауза за реклами да потсетам дека во контекст на она што и ќе го представиме дополнително колекциите Канабо и Канабо Ексклузив, Реплек Фарм ви стои на располагање на глобалната мрежа на www.replek.com.mk и со своите профили на Инстаграм и Фејсбук, како и со Гриншопот кој што се наоѓа во сутеренот или приземјето на градскиот трговски центар во Скопје. Ефикасна заштита на кожата од аерозагадување е темата со која што уште еднаш ве поздравувам и ве поканувам денеска активно да бидете дел од Фактор здравје преку ваши јавувања на 6091-924, односно 6091-925. Денешната тема преку стручниот свој коментар од клиничко и научно искуство или аспект ќе ви ја презентираме во разговорот кој што ќе следува со магистер доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист дерматолог од споменатата прва приватна општа болница во државава Ремедика. Бидејќи доктор, ке рековте дека аерозагадувањето е актуелно и во овој период не само Скопје и целата наша држава е можеби меѓу водечките во однос на штетното влијание, колку загадениот воздух или аерозагадувањето делува штетно врз организмот со посебен или нагласен акцент на кожата како најголем орган. Така е. Знаете како, ако претходно загадувањето на воздухот и загадувањето на животната средина беа проследувани во однос на другите органи влијанието, дали е тоа кардиоваскуларниот систем, значи дали е тоа респираторниот систем. Сега веќе во почестите години се разгледува и влијанието на загадувањето на животната средина, пред се загадувањето на воздухот и на самата кожа како најголемиот орган. Што е всушност самото загадување? Загадувањето е всушност кога имаме промена на таа надворешна и внатрешна средина. Ние викаме од било каков биолошки, хемиски, физичка, значи супстанца, која што практички ќе го модифицира, ќе го промени, ќе промени нашата хемисфера, биолошките карактеристики на нашата атмосфера. Меѓутоа, според Светската здравствена организација, веќе и 92%
од градовите не ги исполнуваат условите за да кажеме чист воздух. Така да се повеќе и повеќе и Македонија спаѓа во оваа група. И она што треба да го напоменеме кои се загадувачи. Ние веќе ги спомнавме физички, хемиски, биолошки, бидејќи загадувањето не е само загадување на воздух, загадување на почва, загадување на земјиштето, на водата. Пред се, самата Агенција за заштита на животна средина ЕПА на Соединетите Американски држави ги дели во неколку групи, пред се во гасовите состојба. Тоа се одредени гасови, како што се јаглерод моноксид, азот диоксид, сулфур диоксид, одредени честички, PM честички, кои што постојано ги слушаме, и го мериме, и ги мериме истите. Одреден смог кој што и tekako постои во нашава земја, во нашиот главен град, озонот, ултравиолетовото зрачење, одредени полуциклични јаглеводороди. Јас нема да навлегувам премногу во кои се супстанции кои што се главни предизвикувачи на загадување на воздухот, бидејќи не е тоа во наш домен, меѓутоа ќе се осврнам повеќе на аспекти како тоа сите овие влијаат на самата кожа како нашиот најголем орган. Знаете, кожата, покрај што е најголем орган, покрај кожата тука спаѓа и косата, бидејќи не е само кожата афектирана од загадувањето на воздухот, него и самата коса. И често пати викаме дека загадувачите не се само во надворешната средина, него се загадувачите и во затворена средина. Бидејќи кога ќе спомнеме, јас водам здрав живот, живеам во рурална средина, таму нема загадување. Тоа е сосема нелогично, бидејќи загадувачите преку атмосферата идат и во почвата, и ги има и во самата земја, и во водата, и така да веќе немаме дистинкција да кажеме дали е загадувањето во секој случај е поголемо, загадувањето во урбаната средина, во однос на руралната средина, меѓутоа и tekako во руралната средина се повеќе имаме загадувачи кои што се присутни. Зошто тоа го зборам? Значи, загадувачите во затворено и tekako се многу чести, бидејќи имаме нешто што викаме испарувачи, горење на дрва, значи нешто што сега во овој период е многу актуелно, бидејќи зимски период настапува студ. Се употребуваат одредени, да кажеме, палети, значи одредени материјали кои што ги користиме како грејни тела. И сите тие имаат одредени карактеристики кои што делуваат на самата кожа, така да и некогаш викаме дури се 2 до 3 пати поголеми ги загадувачите во затворено во однос на загадувачите на отворено. Она што ние како дерматолози, првите манифестации, она што веќе го напомнав на почетокот, дека ако претходно беше мотото да се грижиме за ултравиолетовото зрачење, тоа веќе мото и постојано нашите совети беше секогаш аплицирате заштитен фактор. Зошто? Бидејќи еден од загадувачите на нашата животна средина беше ултравиолетовото зрачење. И точно е тоа дека ние викаме ултравиолетово зрачење А или ултравиолетово зрачење Б, кои што сите од нив имаат различни карактеристики, дали во однос на брановата должина, кој како продира на самата кожа, дали тие продират на површинскиот слој, дали на подлабокиот слој. Значи, веќе тој концепт покрај што го спомнуваме, веќе се менува. Веќе сега се во најголем дел споминјаме дека кожата е практички нападнат од голем број на загадувачи. Дали е тоа озонот, дали е тоа смогот, дали се издувните гасови на самите автомобили. Значи, сето тоа влие да имаме пореметување во структурата на самата кожа. Збориме за нормална, здрава кожа. Не збориме за оние пациенти кои што веќе имаат одредени промени на самата кожа, кои што имаат манифестации, било да се работи за одреден атописки дерматит, било да се работи за одредена екзема, било да се работи за некоја псоријаза или за одредени некои проблеми во смисол на поголема сувост и некои други манифестации кои што се многу чести во нашата дерматологија. И сигурно ние кои што имаат и примарни заболувања, се извинувам што ќе ве прекинам, и како последица се рефлектираат на кожата. Апсолутно. Како би изгледало сето тоа? Ние кога доаѓаат, знаете како, јас повторно ќе зборам нашето место како дерматолози во амбулантата, меѓутоа ние мора да бидеме присутни и во медиуми, бидејќи свесноста за загадувањето мора да ја ставиме како приоритет
бидејќи премногу имаме информации, апликации на одредени средства, како да се негува кожата, дали треба да се користат некои појаки каутистични средства, ние ги викаме за овој период за да се спречи загадувањето. И кој да ги препорача тие средства? И кој да ги препорача. Да. Премногу имаме наплив на сите овие социјални медиуми. Она што ние треба да го знаеме, како изгледа таа кожа која што е атакирана. Значи секогаш она што го кажам структурата на кожата. Ако имаме ние веќе здрава кожа која што го има, има нормалната хидратација, има нормална еластичност, нели, во зависност од самата возраст, во зависност од самиот пол, значи генерално кожата изгледа бледа, без сјај, значи со одредени пигмент, значи поголем или значи потемна, посветли пигментации, сувост, голема иритација, црвенило, да не зборам, евите гледам сега со маската, она што го направи пандемијата, загаден воздух и носењето на овие маски кои што и како влие на самата кожа. Бидејќи знаете како кожата е еден значи ако ја поделиме кожата топографски како орган, имаме места кои што се масна, предоминира масната кожа, или структура, предоминира структура, предоминира сувата структура, предоминира влажната структура. И ние веќе знаеме кој ја прави заштитата од бактериите, она што ќе го спомнам понатаму, во микробиомот или заштитната обвивка на кожата, како настанува целиот процес на загадувањето. И овие бактерии се практички некои кои што прават заштита, значи, на кожата во овие регии, бидејќи кожата има една пеха, значи постојана пеха, кисела средина, одредена пеха која што е во овие средини, значи ние викаме во масната кожа, во места каде што има влажност има подруга пеха. Знаејќи кој е носител на таа заштитна бариерна функција, она што треба да се знае дека кога загадувачите доаѓаме во контакт, излегуваме надвор, има поголема смог, има поголема загаденост, кога мерните станици кажуваат дека PM частичките се многу повеќе. Секако дека тоа не може да се случи веднаш, процесот на оштетување на самата кожа. Ние викаме кога самите субстанции се постојано во хроницитет и тој стрес, значи тоа повторување на тие субстанции ја нарушуваат секојдневно, ја нарушуваат бариерата, кожната бариера, која што практички се состои од овие, викаме, микробиом или некои одредени микроорганизми, бактерии, габи или паразити, кои што практички ја заштитуваат самата кожа. Бидејќи кожата покрај што има е најголемиот орган, има заштитна бариерна функција, учества во одредена терморегулација, значи во создавање на стероиди, во регулација на одреден хормон, значи на витамини. Таа како заштитна бариерна функција, овие микробиоми практички се ние викаме првата борбена линија која што ќе не заштитат од овие субстанции. Доколку се наруши таа заштитна бариерна функција, тогаш настанува процесот, тоа ние го представуваме како едни керамиди. Знаете, кога се наредени керамидите, една да се помести од керамидите, веднаш навлегува причинителот, било да е по надворешен пат, значи директен контакт, директна експозиција на кожата или преку инхалација, тоест вдишување на тие субстанции или преку ингестија, преку храната, значи внесување на субстанцијата, при што самата кожа подлежува, ние викаме, сега јас не сакам да зборам многу одредени термини кои што ние ги користиме во нашата пракса, за да биде поедноставно. Значи кожата настанува е нападната од овие причинители, при што таа бариера се нарушува, настанува одреден, ние викаме оксидативен стрес. Што значи тоа? Тоа што постојано го збориме, нели, примена на антиоксиданси, се нарушуваат антиоксидансите, се зголемува тој стрес, оксидативен стрес, се ослободуваат слободните радикали и тоа е еден вид, ние викаме на еден круг, кој што поттикнува па други одредени клетки, едни воспалителни клетки кои што се активираат, кои што ги активираат своите механизми и практички се бранат. Самото бранење практички ќе доведе да имаме нарушена циркулација, да не може да се обноват клетките, да има, затоа и кожата практички самата структура на кожата ќе биде сува, ќе биде испукана, ќе изгуби таа влажност, ќе изгуби сјајот на кожата, еластичноста, нема да создаде нови колагенски влакна, нема да се формират нови површински клетки, кератиноцити кои што треба да ги има, да се менуваат.
Може да настанат појава на акни, значи поготово зборам во време на пандемија, каде што имаме почесто сносење на маските, кои што ние викаме како вид на оклузија, како нешто, како еден штит, кој што можеби не штити од загадување, за да не се инхалираат и не штити од одредени вируси, меѓутоа прави друг проблем кај кожата, а тоа е појава значи на поголема активност на овие лојни жлезди, поголема промена на терморегулацијата, појава на други промени кои што и како се многу чести во овој период во нашите ординации. Така да бројни се манифестациите од страна на самите загадувачи, кои што се многу чести, поготово во овој период. И претходно, ако се правеа многу студии во однос на заболувањата на пациентите, например, ќе спомнам нешто што е многу често, тоа е атопискиот дерматит, огромни студии како влијае атопискиот, како влијае загадувањето кај деца кои што имаат атописки дерматит. Направена е голема студија кај што кажува дека децата кои што живеат во урбана средина имаат многу поголема можност на рецидиви, значи на постојана активација на овие симптоми кои што ги имаат децата. Тоа е сувост, црвенило, постојано чешање, бидејќи кога е нарушен тој микробиом кој што е уникатен, значи тие микроорганизми кои што треба да не штитат, тогаш многу е полесно да било која причинител навлезе во нашето организам, во нашата кожа. И предизвикува сигурно и чешање, рани кои што сувост, значи знаете како, кога ќе започне една каскада, таа нема прекин. Значи таа сувост ќе предизвика чешање. Чешањето ќе направи рана. Раната ќе активира други механизми. Тоа е појава на инфламација, на воспалителни компоненти, појава на црвенило. Многу е полесно бидејќи тој микробиом е наш уникатен, како што кажувам, има одредена група на микроорганизми, бактерии кои што се нормални жители. Меѓутоа знаат да постанат кога имаме нарушена бариера, кога се нарушува таа обивка кој што треба да не штити, тие стануваат условно патогени, значи стануваат лоши бактерии. И на сето тоа, ако се накалемат и други бактерии кои што не се, значи нормален жител на нашата кожа, тоа е како да кажеме еден вид на огромна експлозија во кожата, ме разбирате? Да. Така да, кога е веќе нарушена таа бариера, многу полесно се случуваат сите овие промени. Она што исто така треба да знаеме, како да кажам, многу допрва ќе следат и производи за нега на кожата кои што ќе бидат декларирани за заштита на кожата од загадување, од аерозагадување, веќе се на пазарот и многу присутни. И она што исто така многу често го имаме, а ова се секако употребата на мобилни уреди, бидејќи еден вид тоа го забораваме постојано, таа плава светлина која што се рефлектира од мобилните уреди, било да се од телевизорите, од самите ТВ уреди. И како представува еден вид на загадувач или предизвикувач на одредени кожни манифестации и веќе им фармацевската компанија ги ставаат еден вид на, да кажам, субстанции кои што се борат против овие сини светлини. Сигурно ќе зборуваме во вториот дел од Фактор здравје токму за конкретната заштита на кожата од аерозагадувањето. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а како што спомена и магистер доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист дерматолог, кожата не само надворешно, туку и внатрешно е атакирана и нападната од аерозагадувањето и токму затоа вториот дел од емисијата ќе го посветиме на линиите Канабо и Канабо Ексклузив, кои што ексклузивно и единствено ги произведува компанијата Реплек Фарм. Подсетувам дека денешна тема во Фактор здравје е ефикасна заштита на кожата од аерозагадување, тема која што има за цел уште еднаш ќе подсетам да ви ги представи линиите Канабо и Канабо Ексклузив на компанијата Реплек Фарм од Скопје. Подсетувам дека Реплек Фарм е компанија која што 20 години успешно битисува и делува на македонскиот, но и на светските пазари со палета од 200 производи, од кои што 150 се лекови. Дополнително би сакал да споменам дека Реплек Фарм од 2016 година е првата компанија кај нас која што произведува производи од природен екстракт од канабис, чудотворното растение како што се вели, кое што има многу богат состав, терапевски модалитети и терапевски потенцијал кој што е присутен во колекциите Канабо и Канабо Ексклузив, колекции кои што можете да ги најдете во подобро снабдените аптеки низ државава и посебно во Грин Шопот, продавницата на Реплек Фарм, која што се наоѓа во приземјето на градскиот трговски центар и каде што можете бесплатно да се советувате и
и пред се да добиете стручна помош во однос на изборот на некој од овие препарати. Дополнително за информации ве упатувам на replek.com.mk, како и на профилите на Реплек Фарм кои што се присутни на Инстаграм и Фејсбук. Оваа тема денеска ќе подсетам, ќе продолжиме да ја разговараме со магистер доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист дерматолог од првата приватна општа болница во државава Ремедика. Она за што сакам да ставиме акцент е канабисот, бидејќи го споменав и се повеќе е присутен не само во однос на терапевските модалитети, туку и превенцијата, со посебен акцент на линијата Канабо и Канабо Ексклузив. Дали сте запознати и кои се вашите искуства и пред се приоритети кои што може да ги нагласиме во однос на придобивките од овие препарати? Знаете како, во последниве години веќе почнува и во дерматологијата да наоѓа примена на канабисот секако во лечењето на одредени состојби. Така да ме радува што еве наша компанија започнува да воведува линија за заштита и нега на кожата, бидејќи покрај што канабисот има едно психотропно дејство, тој има одреден рецептор во кожата. Ние веќе и оди гледам презентација, одредени рецептори кои што делуваат на овие канабоидни супстанции, кои што практички треба да дадат една хомеостаза, одржување на таа, ние викаме, стабилна бариерна функција на кожата. Тоа се одговорни со овие рецептори за секако за диференцијација, апоптоза, размножување на самите клетки, за правилно функционирање на потните, на лојните жлезди и севкупно на таа хомеостатска рамнотежа на самата кожа. Она што претходно не споменавме, бидејќи спомнавме за медицинска козметологија. Многу е битно како да се заштитиме од самото аерозагадување, па и од другите загадувачи. Пред се, правилна избор на медицинска козметика. Зошто тоа го нагласувам? Многу сме сведоци, и она што јас и претходно спомнавме во студиото, да некако сме многу помалце како дерматолози присутни на оваа тема, и советите пред се младите, па и повозрасните ги наоѓаат на медиуми кои што не се како да кажам, стручни во однос на правилниот третман и нега на кожата. Значи, пред се, секогаш негата на кожата треба да биде од стручно лице, од дерматолог, кој што ќе препорача добра медицинска козметика, кој што ќе ги даде советите за негата на кожата. А тоа значи чистење на лицето, правилно чистење на лицето, со кои препарати, за каков тип на кожа, за каков тип на возраст, за каков тип на структура, за која манифестација, бидејќи имаме одредени преагресивни супстанции кои што не е во доменот и не се за употреба. Па тогаш се случуваат оние несакани ефекти кои што покрај разогадувањето и од неупотребата на вакви, како да кажам, несоодветни медицински козметики. Затоа е многу битна улогата на дерматологот и улогата на медицинската козметологија пред се на употребата на вакви препарати. Да, за момент ќе ве прекинам, се извинувам, во име на гледачот или гледачката ќе откриеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте, господјо. Кој е вашето прашање? Благодарам, поздрав. Моето прашање е за дали овие средства кои ги рекламира гостинката ваша се добри за ветелиго и псоријаза. Благодарам за вашето јавување. Би рекол ве погоди во сршта, бидејќи витилигото е вашиот предизвик и докторат кој што треба да го одбраните. Јас поготово кога станува збор за состојби како што е витилиго или псоријаза, постои тераписки протокол. Значи се останато е медицинска козметологија и медицинска нега. Значи терапевскиот протокол за витилиго е сосема јасен во однос на кои се препарати, како треба да тече лекувањето. Негата кај пациентите со витилиго е секако да не се користат препарати кои што ќе направат штета на самата кожа. Досега за канабисот и употребата на витилигото немаме стручни публикации, така да јас како доктор се уште следејќи ги новитетите од самата фондација за витилиго, немам добиено информации, оние кои што се експерти на оваа област. Меѓутоа, бидејќи се препарати кои што како медицинска козметологија нема да направат дефекти на самата кожна структура, нормално под надзор на дерматолог би сакала сепак да прво да добијам мислење од страна на службите кои што се одговорни за ваквата заболување, па последователно да бидат препорачени. Значи, мојот одговор е да се почека, за да се види сепак ефектите кај пациенти со витилиго. Тие се малку почувствителни, бидејќи тука веќе имаме други малку по, како да кажам,
друга проблематика, значи на самата кожа, по-специфична. А во однос на псоријазата што праша? Псоријазата имаме студии во однос на примената на канабисот кај пациенти со псоријази. Меѓутоа, повторно ќе кажам, значи тоа се работи за препарати кои што прават значи нега. Значи самата нега на кожата, на кожа која што е веќе третирана со страна на лекарства. Така да првенствениот акцент би го ставила на самата лекување, на терапевскиот протокол, меѓутоа на овие пациенти како им е потребна и нега на самата кожа. Така да, постојат студии кои што го кажуваат употребата на канабисот кај пациенти со псоријази. Да, сепак ќе упатиме во Ремедика, може да ве најде за бесплатна консултација и индивидуален пристап. И само да се навратиме на колекциите, бидејќи Канабо и Канабо ексклузив на Реплек Фарм, оваа втората, последно спомената, содржи додаток на 24 каратно злато и посебно направена крема за машката популација или машката кожа. Што е она што како бенефит или како придобивка златото во комбинација со канабисот го дава на кожата? Како состав? Знаете како златото како супстанца многу често се користи во естетиката. Познати се тие маски од злато кои што доста ги користат и козметичарите и дерматолозите. Значи тој практички прави подобрува циркулацијата на самата кожа и помага во хидрирање и во одлупување на тој површен слој на самата кожа. Така да, знаете како, секогаш има постручни лица во однос на кога станува збор за до добивање на одредена медицинска козметологија. Нема да навлегувам во супстанциите, бидејќи за да помине една медицинска козметологија на самиот до потрошувачот, треба да поминат многу, да кажам, студии и многу како да кажам, контроли за да излезе во потрошувачка и достапност кон пациентот. Да. Да не се прекинавме. Да, слободно. Сакавте да надополните или јас? Најбитно она што јас како дерматолог би сакала да кажам и она што и претходно го акцептирам, да нема постојано да има правилна нега на кожата, значи да знаеме како да ја заштитиме во време на аерозагадување, во време на носење на маските, да се добро чисти, да се добро хидрира, да се пие доста вода, да се користи здрава исхрана, да се користат одредени антиоксиданси, меѓутоа сето тоа да биде под совет на самиот дерматолог. Значи ништо на своја рака, ништо на нестручни од страна на нестручни лица кои што само ќе направат влошување на состојбата, бидејќи се почесто имаме такви пациенти. Потоа вие мора да ги лечите или да ги санирате последиците од тие постапки кои што ги презеле. Ќе се согласите дека имаме уште едно јавување и вие го слушнавте сигналот од режијата. Добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте и вие, господјо. Ве слушаме. Имам бебе, година и 6 месеци. Има добиено алопеција рата, како кругови. Причината од што да му користиме нешто во храната. Дали ова доволно за одговор? Да. Благодарам за вашиот интерес. Алопеција беше опаѓање на косата или губење, да. Значи причината најчесто е идиопатска, значи може и да не се открие причината, е многу контраверзна како заболување. Поготово дали се работи за помала возраст или повозрастна возраст, би сакала сепак да биде контролирано од дерматолог. Знаете, повторно ќе кажам, ние сакаме да ги гледаме пациентите, да ги контролираме. Дури некогаш оваа болест, бидејќи е многу контраверзна, некогаш знае без терапија да се појави повторно израснување на фоликулот на влакното, повторно да имаме растење на косата. Така да треба една комплетна анализа, било да се работи во однос на лабораториски наоди, да биде под надзор од страна на дерматолог. Ништо на своја рака, бидејќи поготово во детска возраст, поготово за толку помало дете. Строго контролирана во однос на препарати кои што се даваат и во однос на препарати за нега на оваа возраст. Да. И да се вратиме на оно што претходно ве прашав, всушност и рековте дека Канабо и Канабо ексклузив линиите на Реплек Фарм содржат CBD во својот состав, што значи дека хидрираат, регенерираат, понатаму заштитуваат и релаксираат. Прашањето ми беше дали рековте како медицинска козметика може подеднакво и жените и мажите да ја користат. Какво е вашето искуство во однос на придобивките од канабисот? Секако, значи за секој производ се има точно за која кожа е наменета и за кој тип, дали тоа се работи за млада кожа, значи која е возраста, кој е лимитот кога може да се користа, дали се работи за машка кожа, за женска кожа, значи секој производ за било која фармацевска компанија мора да има во декларацијата за кого е наменета. Посекако да, значи ако е наменета дали се работи во зависност од препаратот, дали се работи за машка кожа или за женска кожа, да, секако дека
се е тоа нагласено веќе на самиот препарат, кога доктор го препишува, точно знае за кој тип на кожа одговара таа крема. Да, и уште еднаш да нагласиме за придобивките на канабисот, бидејќи рековте и вие потврдивте има и терапевски, но и биолошки многу богати компоненти, на тој начин ја штити кожата и од слободните радикали, но и од сите оние загадувачи. Знаете како се даваат и за пред се и за пациенти кои што имаат пруритус, тоест јадеш постојано, значи сувоста знае да направи јадеш, меѓутоа и да одредени манифестации невролошки или одредени, да кажам, психолошки манифестации каде што имаме поголем јадеж, така да слободно овај екстракт значи може да даде пред се примена и кај пациенти кои што имаат пруритус, кои што имаат јадеж, кои што имаат сувост, пред се кој што е навистина потребно хидрирање на самата кожа. Да, и за крај уште сакам да потсетам дека денешната тема е ефикасна заштита на кожата од аерозагадувањето. Ја обработуваме со магистер доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист дерматолог од првата општа приватна болница Ремедика, болница која што исто така ви стои на располагање и каде што денешната гостинка можете да ја најдете за бесплатен совет и консултација. И во контекст на овој разговор како за окружување, уште да потсетиме дека оние лица кои што го користат канабисот, дали доживотно може превентивно да се користи оваа козметика и овој тип на козметика и колку често треба да бидат контролирани од вас дерматолозите. Знаете како не постои доживотно во дерматологија, кожата ни се менува. Знаете и сами дека ние поминуваме низ период аерозагадување, не знаевме ни за пандемијата дека ќе носиме маски, така да и кожата поминува низ одредени циклуси, влакното на косата исто поминува низ одредени циклуси. Така да не би кажало доживотно, меѓутоа постојат линии кои што се даваат во детска возраст, во возрастна популација, во адолесцентна, така ќе биде и негата на кожата. Значи не може еден ист препарат да биде доживотен, бидејќи кожата ние реагираме различно, кожата е значи орган кој што реагира различно во различни ситуации. Да. Ова и намерно ве прашав за да нагласиме дека контролите всушност треба од стручни лица да бидат доживотни за да се препорача и контролира. Контролата да биде исклучиво кај дерматолог. Да, и за крај на овој разговор имаме уште едно јавување. Добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте и вие, господине. Кој е вашето прашање? Да прашам дали канабисот е во врска со се мисли на марихуаната? Тоа ли и дали аерозагадувањето имате вие средства да испитате од што е тоа предизвикано? Тоа што има тврдење дека од авионите што прскаат на НАТО било загадување. Ќе ми извините на овие тешки прашања, не се злонамерни, се со добра намера. Дали канабисот е исто како и марихуаната, е екстракт и како е, пошто го направивме како да е билка над билките над како вика ова што е буцкулявата. Ве свативме, благодарам за вашиот интерес и за овие би рекол конспиративни теории за кои што и вие, доктор Наташа, сигурно сте свесни и ги добивате во вашата лекарска пракса. Затоа постојано го зборам уште на почеток, да биде контролата од дерматолог, да биде соодветна медицинска козметика. Јас не навлегувам во однос на кои се супстанциите кои што се и од каде потекнуваат. Она што мене како дерматолог ми е целта во емисијата да кажам кои се симптоми од страна на загадувачите на животната средина, како да препознаете кожа која што е постојано изложена на вакви загадувачи, како треба да изгледа лице кое што е свежо, како изгледа лице кое што е постојано под хронично изложено на вакви супстанции. Тоа е уморно начесто лице со многу флеки, со многу проширени пори, со една масна кожа, со чести иритации и со појава на одредени промени кои што претходно ги немал. Да не кажам за пациенти кои што веќе имаат одредено заболување за кои што многу кратко време и многу не најдовме можност да проговориме како они се носат со причинителите на загадувањето на животната средина, а имаат одредено кожно заболување. Сигурно. Тоа е навистина голем проблем. Да, во некоја друга прилика и поопштежно и повеќе ќе зборуваме и само пред крајот да не заборавиме, намерно на крајот сакам да ги споменеме и усните како дел од кожата или лицето за кои што канаболинијата исто така има свои препарати. Ви благодарам многу за гостувањето. Поздрав до колегите во Ремедика и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам уште еднаш, а тука подсетувам дека компанијата Реплек Фарм, во чие име денеска зборувавме и ја обработивме темата, ви стои на располагање на replek.com.mk или директно во Green Shop, продавницата во градскиот трговски центар на Приземје, каде што намерно или случајно можете бесплатно да се советувате и да ги посетите во контекст на препаратите од линијата Канабо и Канабо Ексклузив. Благодарам за вниманието и пријатно до утре.